Екипата на Баскет Дино ги исполни планирањата за овогодишната сезона во третата кошаркарска лига. Со 13 победи од 18 одиграни надпревари, нашите кошаркари правенството го завршија на третото место на табелата, при што освоија само еден бод помалку од двете првопласирани екипи на Спорт Тим од Неготино и Партизан Мултишпет од Скопје. Ваквиот пласман отвора можности од следната сезона тимот на тренерот Сашо Лазаров да се надпреварува во повисок ранг. Сепак, дали тоа ќе биде реалност, зависи од исполнувањето на одредени предуслови. Освојувањето на третото место не значи директен пласман во втората кошаркарска лига, затоа што само првите две екипи го обезбедуваат тоа. Но Баскет Дино би можел да биде третиот патник во второлигашкото друштво, доколку биде поволен расплетот од плей-аут над преварите во првата лига. Всушност, треба да се почека на пласманот на екипите кои играат за опстанок во прволигашкото друштво, пошто и Кошаркарската федерација на Македонија би требало да реши дали од догодина публиката во Кочани ќе гледа второлигашка кошарка. Со оглед што во првата кошаркарска лига тимот на Карпош Соколи е предпоследен и игра во плей-аутот, доколку не обезбеди опстанок, ќе мора од догодина да се најде во понизок ранг. Сепак, во втората лига скопјани веќе имаат своја екипа, па се поставува прашањето дали е можно две екипи со исто име да се надпреваруваат во иста лига. Ако биде решено дека скопјани ќе настапуваат само со една екипа, тогаш тоа ќе значи влез и за Баскет Дино во втората лига. Како и да е, пласманот на нашите кошаркари во повисок ранг ќе зависи од играта и пласманот на прволигашот Карпош Соколи, но и од надпреварувачката комисија во Кошаркарската федерација на Македонија. Иако изгледа тешко, сепак не е невозможно конечно кошарката во Кочани да се врати на поголема врата.